Едве чекате да занаминете на одмор, одвојувате средства, едве чекате да го видите вашето сместување, сте уплатиле секако што треба во туристичката агенција, а секоја година се случува некоја од туристичките агенции во буквална смисла да ги зафркне своите клиенти. Или сместувањето не е како што треба, сте платиле апартман, сте добиле 4 единични кревети, или превозот не го бива, автобус без клима и така натака. Но треба да ги знаете своите граѓански права. Агенциите се должни да ви го дадат она за кое што сте платиле. Имате неколку солуции доколку ве зафркне агенцијата. Едната од нив е да тужите, но другата е да пријавите во Државниот пазарен инспекторат. За да го сторите ова, можете и на телефонски, можете и онлайн да го пријавите, но мора да имате некои документи со себе за да може да ви биде валидна пријавата. Треба да имате договор за патувањето склучен со агенцијата, треба да имате ваучер, план на патувањето и така натака, но за тоа ќе одиме во детали. А откога ќе пријавите во пазарната инспекција, еве како следи постапката. Пријавите може да ги достават електронски, имаме на веб страната на Државниот пазарен инспекторат, исто така може да се јават на телефонскиот број 191 каде што можат да пријават, меѓутоа не можат и да достават документи, а исто така може и лично да достават пријава образложена во Државниот пазарен инспекторат, во архивата и во сите подрачни единици, односно секаде каде што Државниот пазарен инспекторат има канцеларија. Секако дека пријавата мора да биде соодветно поддржана со соодветна документација. Најдобро е тоа да биде договор склучен за аранжманот што го имаат со туристичката агенција, да достават фискална сметка за уплата или договор или фактура, зависи на каков начин го реализираат плаќањето, и исто така доколку имаат и останати документи со кои што го регулирале престојот, ваучер, доколку имаат сето тоа да биде како прилог. Значи, за да можете да ги барате своите права, мора да имате склучено писмен договор со туристичката агенција. За овој договор да биде валиден, мора да содржи неколку елементи. Значи, мора точно да биде наведено во кое време патувате, почетокот на услугата, крајот на услугата, категоријата на сместувањето кое што сте го платиле, доколку имате платено и оброци, мора да бидат наведени дури некогаш и оброците, односно план за оброците. Категоријата на превозот со кој што ќе стигнете до местото, името на агенцијата, телефонскиот број и така натаму. Сите овие работи мора да ги имате вклучено во договорот и договорот да го имате со себе. Пожелно е. Што доколку се случи, доколку стасате на местото каде што сте уплатиле и видите дека некои од условите кои што сте ги барале не се исполнети. Имате неколку солуции. Една од солуциите е веднаш да му кажете на туристичкиот водич кој што е со вас или да се јавите во туристичката агенција и да му кажете дека не сте задоволни од тоа какви услови ви понудиле и не се тие оние за кои што сте биле претходно договорени. Туристичката агенција мора или да ви понуди адекватен смештај за оној кој што сте го платиле, значи некој заменски, а можете вие да го прифатите или да не го прифатите. Доколку не го прифатите, туристичката агенција мора да ви обезбеди превоз назад до местото од каде што сте тргнале. Сега може да се случи и да го прифатите вие аранжманот, но сепак законот вели дека имате право, доколку аранжманот не е како што сте очекувале или како што сте го платиле, послаба категорија, полош хотел или така натака, имате право да барате штета. И тоа имате право да барате штета за изгубени денови од одморот, односно затоа што ви го расипале буквално кажано одморот. Исто така, имате право да барате намалување на цената. Намалувањето на цената нема никаква врска со барањето на штета, значи одат паралелно. Вие можете кога ќе се вратите во рок од 8 дена да испратите приговор до туристичката агенција и да барате да ви ја намали цената на оно што сте го платиле за оно што сте го добиле, нели? Туристичката агенција е должна да ви даде намалување на цената, доколку не ви даде имате право да одите на суд. На суд значи ќе барате две оштети, една е намалувањето на цената, а втората е штета за изгубените денови од одмор, стресот и нервозата. Она што е многу важно и што мора да го знаете, освен договорот со туристичката агенција, мора да имате пред да заминете на одмор и ваучер со себе. Ваучерот треба да го издаде агенцијата која што го организира патувањето. Што е овде битно? Овде е битно дека туристичка агенција за востранство да организира патување мора да има лиценца А. Само таа може да биде директен организатор на патувањето во странство. Оние туристички агенции со лиценца Б може да бидат само посредници.
Кога ќе го добиете ваучерот, внимавајте дека доколку вашата агенција има лиценца Б, таа сепак може нели да посредува во тоа патување, но на ваучерот мора да ви стои името на агенцијата која што ја носи, е носител на лиценцата, контактите со неа, контактите евентуално со посредникот во странската земја каде што ќе патувате, телефонскиот број, важењето на ваучерот, датумот на почеток на услугата, датумот на крајот на услугата и печат и подпис. Сите овие документи е пожелно да ги имате со себе. Немој да им верувате на агенцијата кога ќе ви кажат дека доволно вие да го имате само ова или само договорот, барете си ги сите документи со себе, за во случаите да не го исполнат своето ветување, да можете да си барате оштета или пак да можете да си го спасите одморот. Нашата држава во Министерството за економија има предвидено со законот и одземање на лиценците. Во овој период издадени се 8 прекршочни платни налози по Законот за туристичка дејност и по Законот за такса за привремен престој. Во минатото се случило неколку агенции да добијат вакви казни или пак да им ги одземат лиценците, но често пати граѓаните велат дека се случува истите тие агенции само да го променат името, да го променат седиштето и да продолжат да си работат. Затоа инсистирајте на она што ви следува по закон. Договор, ваучер и пријатно патување.